Сликайте ги тука, сликай, знам. Кои сте, што? Криминалци. Сликай ги. Ходи бе. Ходи бе. Почнуване предпоставува дека повод за днешната пресконференција е уште една манипулативна предизборна операција на ВМРО-ДПМНЕ. Како што можете да видите од аматерската снимка, вчера на дело се фатени режимски функционери, како навечер штанцаат документи од државна институција. Вистински озбојен штанцаат, бидејќи на ваков криминалски начин тоа се прави вчера вечер во Кина Паланка. Како што река Волков, местото на злоупотребите е Центар за социјални работи во Кина Паланка. Олгица Исторска, раководител од Центар за социјални работи во Кина Паланка, вчера околу 19 часот, заедно со својот сопруг Драга Исторски, директор на основното училиште Јоаким Качовски, влегле во просториите на оваа институција. Синот на овој брачен пар, Владко Исторски, е председател на УМС на ВМРО-ДПМНЕ и кандидат за советник во Кина Паланка. Во просториите на Центар за социјални работи биле присутни Таја Николовска, подрачен раководител на катастарот, Софија Николовска, кандидат за советник на ВМРО-ДПМНЕ во Кина Паланка, како и плюс други две лица кои исто така не се работени во Центарот за социјални работи. Откако пред Центарот за социјални работи се собрали да протестираат поголема група на активисти на Сојузот за иднината, пред да настане инцидент, полицијата ги евакуирала посочените околу 1 часот по полноќ. Освен што се известени Општинската изборна комисија, МВР во Кина Паланка, представниците на ОПС и ОДИХР, денес најавуваме кривични пријави против Олгица Исторска, која како раководител на Центар за социјални работи ја злоупотребила својата службена помош и овластување, како и против сите останати кои неовластено биле во оваа државна институција. Нема никаква дилема дека злоупотребите на социјално ранливите категории на граѓани, преку закани, уцени за социјална помош и решенија за нега на трето лице, се обичаена и масовна пракса на режимот за ловење гласови и тоа речиси во сите општини широм Република Македонија. Ние нема да бидеме неми наблюдувачи на сериозните прекршувања на изборните правила од страна на режимот. Будно ги следиме, евидентираме и процесуираме сите злоупотреби во оваа предизборна кампања. Ниту еден обид за манипулација со гласовите нема да може да намали гневот на граѓаните кои масово ќе оказат режимот на 24 март.